Ја молам пратеницката Павлинче Честојнова да се произнесе по одговорот добиен од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на прашањето што се однесува на враќање на платениот данок од 2% на регистрираните земјоделци, односно согласно член 43 од деловникот да го искористи правото да постави дополнително пратеничко прашање во трајање од 3 минути. Збор има пратеничката Павлинче Честојнова. Благодарам. Моето пратеничко прашање до Министерот за земјоделие се однесуваше на персоналниот данок од 2% со кој регистрираните земјоделци се ослободени, односно не го плаќаат. Со оглед на тоа што ова година, односно 2018, за прв пат досега, уште при исплата на грозието, овие 2% беа задржани од страна на винарските визби со укажување дека парите ќе им бидат накнадно исплатени. Нормална е и реакцијата која што ја имаме од земјоделците. Имајќи во предвид колку пати досега нашите земјоделци беа излажани и изманипулирани од ваша страна, нормално е да бидат загрижени за своите пари. Во одговорот даден од Министерот за земјоделие, од разрешениот министер, цитиран е законот, односно членови од законот за данок на личен доход, во кој стои дека враќањето на платениот данок се врши најдоцна до крајот на следната година. Не сум задоволна од одговорот, затоа што тој дел од законот добро го знам. Не сум задоволна затоа што на овој начин регистрираните земјоделци сега своите пари да ги чекаат и скоро 2 години. Може би за вас се тоа смешни суми пари, но за нив многу значат. Исто како што им значеше денарот кој што го ветувавте по килограм продадено грозие од сортите картошија и смедеревка, а не е исплатен и за кој премиерот на последните пратенички прашања даде збор дека ќе биде исплатен до крајот на јуни. Господине премиере, денес е последниот работен ден од месец јуни, а парите не се ни почнати со исплата, а верувам дека во скоро време нема ни да бидат. Исто како што им значат многу на регистрираните земјоделци кои што реагираат законски за парите кои што им следуваат, односно за плюс 20% субвенции кои што им следуваат на сите регистрирани земјоделци. Овие пари, регистрираните земјоделци, веќе 2 години или откако сте дојдени на власт, не ги зимаат, не им се исплаќаат. Јас искрено се надевам во интерес на моите сограѓани дека денес кај вас ќе проработи совеста и ова мое зборување ќе ви испровоцира и во најбрз рок овие ветувани пари ќе им бидат исплатени на сите земјоделци.